Да, следните минути, кратки но сладки се надевам. Павле Камиловски, добар ден и добри дојде. Добар ден, добро ве најдов. Павле Камиловски е интересно име. За мене беше исто така провокација да ми биде гостин. Човек кој, па јас мислам дека нема да погрешам ако кажам, кој едноставно многу сака да пее. Така ли е? Така е, се согласувам. Како да те представам, Павле? Па може јас да се представам? Така. Да? Како што кажавте, јас сум Павле Камиловски, еден скромен човек кој што запливал во угостителски и хотелиерски води. И во даден момент во животот едноставно одлучува да почне да пее. Тоа пеење се случува на 27 години и денеска, односно на 19 септември, почнуваме со четвртата Мала Италија патува. Така. За да дојдеме до четвртата, треба да ги спомнеме малку и првата, и втората, и третата, но тоа мене ми е интересно. Едноставно одлучува да почне да пее. Веројатно имаш, сигурна сум, имаш вроден талент за пеење, кој што не испливал на време на површина. Да. И на 27 години ти се случува тој клик дека ти ќе пееш ова за мене што ти го правише пеење за своја душа, так. А потоа и нели за сите оние кои што сака да дојдат и да те слушнат и да те видат. Но ете како тоа на 27 години се случува таков клик во главата? Па пред 27 години ја често знаев да во друштвото да отпеам некоја песна и да добиам коментар: "Вау, како убаво пееш." И најверојатно сум се срамел од тоа што го поседувам. Се до еден момент, додека работев на брод, претходно работев и по бродови и по јахти, се одлучив да се пријавам на едно кру талент шоу кое што се организираше на последната компанија каде што работев. И едноставно решив да се пријавам. Се пријавив на шоуто. Кру талент шоу, значи талент шоу за персоналот. Така, да. Се пријавив на шоуто и си ветив, ако победам на шоуто, тоа ќе ми биде знак дека треба нешто повеќе да направам околу цела оваа приказна. И така и се случи. Победив, освоив прво место и кога дојдов во Скопје во Македонија, почнав да работам на гласот. На својот глас. Така. И од тогаш уште од тој момент твој избор не е било која музика, туку? Така е, класиката. Класиката. Тогаш ја пеев Не сум дорма. Меѓутоа, по тие години гласот не бил доволно едуциран колку што желбата била силна. Но сепак впечатливо и апсолутно, за да добијам прво место. Слушливо. Така. И од тој ден до ден денешен јас инвестирам, се школувам, посетувам соло часови, па и мастер часови, така да инвестирам до ден денешен од тој момент. Од тој момент решаваш дека ќе работиш на својот глас. Така. Тоа усовршување не е само локално, туку ти одиш и надвор од нашите граници, колку што знам, за да тоа биде, нели, претпоставам што е можно подобро. Ти ги бираш едукаторите или тие те бираат тебе? Па, знаете како, кога ученикот е спремен за учење, тогаш се појавува учителот. Така да некако се во прав момент и во право време ми се појавувале сите учители, да ги наречам. И едноставно не е само талентот, факт е дека треба да се работи многу, треба многу отстапки, бара многу жртва, цела оваа приказна, за кој јас сум апсолутно спремен да ја дадам. Колку си сега повеќе во пеачките води, отколку во она што е твоја примерна професија? Колку си повеќе завеан, занесен? Па едноставно решив да се вложам себе си 100% во оваа работа. До пред извесен период паралелно ги остварував и двата света, работата и пеењето, меѓутоа во даден момент едноставно телото почна да ми дава сигнали дека е време да одлучам кој правец ќе го терам. И едноставно јас го избрав правецот кој срцето ми го покажуваше, тоа е пеењето. Што не значи дека во даден момент не би отворил во иднина свој ресторан. И тоа претпоставуваме желба голема. Па имаш ресторан, па си пееш во него. Така, да. Зошто да не? Али пошто потекнувам од угостителска фамилија и сме имале ресторан фамилиарно, заедно со сестра ми сме држале ресторан, така да во овој бизнис доста сме биле инфилтрирани како
како целина, како фамилија. А фала Богу, едната и другата работа која што си ја одбрал бара сериозни, големи лични вложувања пред се, нели? И за да ги задржиш и да ги освоиш гостите во ресторанот, и за да задржиш и освоиш некого со својот глас, треба навистина многу труд. И сега Мала Италија е настанот кој што велиме по четврти пат ќе му се случи конкретно во Скопје. Овој пат Мала Италија патува. Така. Ќе има едно свое продолжение. Првото издание беше? Првото издание беше Мала Италија во Скопје. Така. Мала Италија во Скопје 2, значи тоа беше вториот настан, а Мала Италија патува и Мала Италија 2, односно Мала Италија патува 2 е овој настан кој што ќе се случува на 19. Рековме во големата сала на Македонската опера и балет. Така. Јас пред да седнеме овде ти кажав, имав желба минатата година да дојдам да го видам твојот настап, кој што особено ми беше атрактивен поради тоа што си одлучил да го направиш под ведро небо. Мислев дека и оваа година ќе играш на таа карта, но речеме дека тоа нема да биде причина да не дојдам овој пат. Македонската опера и балет, картите пуштени во продажба, преку кој тикет сервиси, да им кажеме на оние кои би сакале да те слушнат и видат. Така, картите се пуштени преку мрежата на МК Tickets или karti.com.mk. Ова е инсерт од твојот настап минатата година, ако не се лажам. Така е. На отворено, на платото пред Македонската опера и балет. И оваа година си во придружба на каков оркестар? Оваа година ќе не придружува камерниот оркестар од Македонската опера и балет. Ќе имаме специјален гостин од Бугарија, диригент маестро Христо Христов. Ќе не придружуваат балетски уметници на сцена. Екипата е доста поголема овој пат. Значи, имаме режисер во позадина, сценарист, сценограф. Значи ќе биде целовечерна, односно цела представа. Апсолутно, цела представа, да. И на чело со продуцентот Катерина Стефковска. Значи сериозно, секоја година се посериозно и посериозно. Што е со тоа што е твоја публика, што мислиш? Кој доаѓа на твоите настапи? Па, кој доаѓа на моите настапи? Веројатно тие што побожаваат да слушаат медитеранска музика. Би додал дека... Уште некоја паста низ публика да послужите, да биде уште поубаво. Може тоа да се случи еден ден, не се знае. Предпоставувам луѓето доаѓаат едноставно да ја слушаат оваа музика, јас која што интерпретирам, бидејќи верувам дека не постои човек кој што не ужива да ја слуша медитеранската музика. Мислам дека потсеќа на нешто убаво, на плажа, на Медитеран, на убава храна, на вино, на пријатна атмосфера. И верувам публиката која што доаѓа едноставно ужива да го слуша. Ако нас Медитеранот по дефолт не асоцира и на добра храна, две работи треба да одбереш. Омилена песна и омилена порција. Омилена песна, па имам повеќе. Немам само една. Али еве би ја издвоил Карузо. Тоа е мојата прва песна која научив да ја пеам. А омилена храна, па претежно медитеранска кујна преферирам. Тоа е морска храна. Целев, ама сакам да слушнам која е точно таа порција. Риба, паста, со морски плодови и така натаму. Па одлично. Во тој случај, драги гледачи, пред крајот на летото, почеток на есента, нели, рековме 19 септември, салон Македонска опера и балет. Ако сакате уште малку вкус на летото во ушите, Павле Камиловски по четврти пат со Мала Италија во Скопје. И уште само да кажеме дека, според тоа што јас го знам, со план оваа Мала Италија да излезе и надвор од Скопје. Да се надеваме. Што е Господ никој не јас би рекол. Мора да отидете покрај некоја вода. Ако ништо повеќе. Павле, уште еднаш ти благодарам. Ти посакувам успешни проби до 19-ти. Нашава куќа нема да застане на овој разговор, затоа што знам дека и колегите од Ексклузив ќе имат ексклузивна можност да дојдат на некој од вашите проби и уште еднаш да ги подсетиме нашите гледачи за овој прекрасен настан. Ти благодарам што правиш нешто вакво за овој град. Ви благодарам. Ти благодарам и теб.
Так. Додека сме кај Медитеранот, јас не успеав да добиам информација од режијата дали Маја ќе готви нешто медитеранско, но тоа не значи дека не треба да ја погледнеме и неа во наредниве 30 минути. Останете со програмата на 1 ТВ.